Можност за 200 нови вработувања во микро, мали и средни предпријатија кои ќе обезбедат зелени инвестиции. Оваа е само една од 9 мерки на оперативниот план на владата за 2025 година за заживување на домашната економија, а чиј јавен оглас завршува на крајот од месецов. Со оваа мерка државата им овозможува на таргетираните предпријатија по 250.000 денари од вработено лице. Тоа треба да ги намали невработеността и иселувањето на младите, да ја зголеми продуктивноста на помалите бизнеси, но и да ја заштити животната средина, уверува заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Тоа е дел од зелената агенда, значи се вклопуваме со зелената агенда на Европската унија, односно поддршка на нови производи, технологии, нови машини, се она што значи заштита на животната средина. Има доста голем интерес, иначе самата конкретна мерка значи поддржување по вработено лице во фирма која би инвестирала во зелени инвестиции околу 250.000 денари или доколку најмногу може да вработат 3 лица, вкупно 750.000 денари. Годинашниот оперативен план е најголем во историјата на Македонија и содржи 9 мерки и голем број подмерки во вкупна вредност од над 40 милиони евра. Дел од мерките се за директни вработувања, како што е и мерката за зелените инвестиции. Дел се за самовработувања, а додека останатите мерки се за обука, едукација и доедукација на невработените кадри во Македонија, како би биле поатрактивни на пазарот на трудот. Со оперативниот план за текот на 2025 година ќе бидат опфатени вкупно 16.000 лица во Република Македонија. Тоа е дел од мерките на владата кои ги прави да ги задржиме сите работоспособни невработени лица, посебно младите по 29 години, да останат во државата, да креираат свој бизнес или да се вработат во постоечките фирми. Од Министерството за економија и труд велат дека транспарентноста и почитувањето на потребите на правните и приватните субјекти при креирањето на мерките веќе го даваат очекуваниот фидбек, а тоа е огромниот интерес кој спореден со минатата годинава е за 15 до 20% поголем за секоја мерка.